треба јавноста да знае дека ова е процес кој што трае веќе 5 години. Процес кој што изминативе 5 години околу себе мобилизираше разни информации, но она кое што е исто така значајно да се напомене дека во модуларната болница во Тетово живи гореа 14 луѓе. Ке повторам, живи гореа 14 луѓе во модуларната болница во Тетово. За жал, обвинителот кој што е во заминување, бидејќи веќе од тоа што сум информиран е распишан оглас за избор на нов обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, предпоставувам своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува да до крај ги испорача и не му значат тоа што живи гореа 14 луѓе, ќе повторам, живи гореа 14 луѓе, не му значи тоа ништо и одлучува да овој процес го стопира. Но сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител кон поранешните негови наредбодавци, бидејќи секогаш може да се појават нови детали кои што се поврзани со овој процес и секогаш овој процес може повторно да стане актуелен и да практично пред јавноста се покрене од самиот почеток. Така што многу пати сум ги коментирал тие одлуки во рамките на нашиот правосуден систем. За жал, една од тие скандалозни одлуки е и оваа. Она кое што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни со хвалоспеви за нивната работа и така наречената во наводници објективност. Но ќе повторам, овој обвинител и луѓето кои што го водеа овој случај не најдоа докази за сторено кривично дело во случај во кој што живи гореа 14 луѓе. Што се однесува за вашето второ прашање, исто така гледам како на отворена сцена опозицијата се препелка. Постоа на моje интервју дадено на еден национален медиум, каде што направи споредба во зголемувањето на старосната пензија на корисниците во периодот од владата предводена од ВМРО-ДПМН, заедно со коалиционите партнери Вреди и Знам, и владата предводена од СДСМ и ДУИ. И при таа споредба јасно кажав дека во овие 2 години, во овие 24-25 месеци, во случајот конкретно на тој интервју реков 23 месеци, но сеедно е бидејќи 2 пати годишно се усогласува пензијата, ова влада успеала просечно месечно за 296 денари да ја зголеми пензијата. Додека претходната влада за 83 месеци успеала за 91 ден. Или кога ќе се споредат овие два параметри, доаѓаме за 3,25%, 3,25 пати повеќе сега отколку во времето на владата на СДСМ и ДУИ, или тоа е математички прецизно 325%. Ево уште една споредба ќе им кажам кога станува збор за старосните пензии, бидејќи еве да ги споредуваме првите 25-6 месеци од претходната влада во периодот јуни 17, јуни-јули 19 со овие 25-6 месеци од оваа влада. Односно, тогаш просечната старосна пензија за првите 25-6 месеци од претходната влада се зголемила за цели 540 денари. Во овие 25-6 месеци од оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, просечната старосна пензија се зголемила за нешто повеќе од 6800 денари. Или математички прецизно, тоа е повеќе од 12,5 пати. Таа е разликата. Сега подготвени сме за ова и да зборуваме и да ги аргументираме овие податоци, така што јас сум свесен дека имаме работа со талок во опозицијата, тие така се препозна. Јас не го кажав тоа дека се однесува за нив, само спомнав во едно мое друго интервју дека има за жал една мала група во општеството која што се обидува да внесе преку лаги, конструкции, измислици, немир, чувство на несигурност
недоверба и така натаму. И јас таа мала група ја нареков талок. Не знам од кои причини за ним познати, опозицијата се препозна во тој талок и од сега па натаму претпоставувам тоа ќе ги прати. Но тој талок во опозицијата треба да ја прифати оваа реалност, конечно да се обиде да излезе од таа безидејност во која што во моментот се наоѓа, ако сака да биде конкурентна понатаму на политичката сцена во Македонија. Но тоа е, впрочем, на крајот од денот и нивен проблем, не е наш проблем. Ние имаме јасна цел, наша цел се проекти како овој и слични, кои што се испорачуваат на повеќе од 1200 места низ државата, реформите, да го стабилизираме системот кој што не постоеше, кој што беше уништен, тогаш кога бевме избрани како влада, ќе треба време, трпение, енергија, за сето тоа се постигне, но ние сме мотивирани како што никогаш не сме биле мотивирани порано и тоа ќе го направиме. Ние имаме во рамките на владата согласност на следната владена седница во вторник да донесеме таква одлука со која што ќе се формира училишната кошничка и мислам дека во рамките на можностите сето тоа ќе биде атрактивно за родителите, но и за учениците. Така што во вторник имаме редовна владена седница и тоа ќе се донесе како одлука. Поврзано со првата ваша точка, што направивме ние како влада? Таа 2024 година, јуни месец, сите три воздухоплови, или познати во јавноста како Air трактори, беа приземјени без да биде направен соодветен ремонт на време. Оваа година ремонтот на овие три воздухоплови беше направен и завршен и тие беа на писта во мај месец оваа година. Значи беа целосно подготвени за да интервенираат онаму каде што има криза. Понатаму, минатата година заедно со Министерството за одбрана и внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи и уште неколку други институции влеговме во процес во кој што ги пренаменивме воените возила познати помеѓу армиските старешини војници како Пинцови, Хермелини, Бетери и така натаму, во возила кои што им беше вграден резервоар, кој што ние денеска го полниме со вода и ги користиме овие возила. Информиран сум дека 7 такви беа користени изминативе денови, со кои што се справувавме со огнената стихија тука во Прилеп и Прилепско. Исто така оваа година 300 доброволци беа примени во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување со договор на дело во определено време во рамките на сезоната и нивниот ангажман се разбира е регулиран од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, нешто што досега никогаш во минатото не било направено.